Почитувани сограѓани, за општина Крушево, СДСМ и Зоран Заев повторно го кандидираат за градоначалник актуелниот Томе Христоски. Ова представува потценување на интелигенцијата на нашите сограѓани, бидејќи повторно нуди за татко на градот еден класичен неработник кој освен што успешно го реализира проектот за гол популизам, нема реализирано, а ниту започнато ни еден од 5 носечки проекти од предизборната програма. Со овој потек, СДСМ ги понижува нашите сограѓани и по кој знае кој пат поддржува насилство, заканувачки принцип на работа, уцена, расипништво и локално шерифување. СДСМ и Томе Христоски во изминативе 4 години не реализираа ни една од ветените инвестиции во индустриската зона Опаленик. Се нема отворено ни една нова, ниту странска, ниту домашна инвестиција, туку има затворање на постојната Five Letters или позната фабрика за марихуана. Единствена фабрика што функционира во Крушево е фабриката Секе, која е отворена во време на ВМРО ДПМН. Исто така, ништо нема од фамозната обиколница во Крушево, ниту од реконструкцијата на локалниот пат Врбоец-Светомитрани, а уште помалку од реконструкцијата на регионалниот пат Кривогаштани, Крушево и Крушево-Демирхисар. Патиштата во селата Врбоец, Светомитрани и Бучин се со кратерски дупки, а во предизборната програма на Томе Христоски во 2017 година реконструкцијата на овие патишта беше еден од носечките проекти. И сега, додека го држам овој прес, во селото Светомитрани и Врбоец нема вода. Ситуацијата е очајна. 40 степени и 4 дена без вода. Денеска и Крушево е без вода, а градот е полн со туристи. Водоснабдувањето и вештачките акумулации исто така му беа ударна тупаница во предизборната програма на Томе Христоски. Почитувани сограѓани, овој човек не може да ни обезбеди ни вода за пиење, а камоли нешто повеќе. Да не зборуваме за развој и иднина на општината. Ветениот проект за подобрување на водоснабдувањето во Крушево не е реализиран. Ниту пак има реконструкција на постојните вештачки акумулации или изградба на нови. Во делот на образование и култура беа ветени реконструкција и санација на подрачните училишта во Алданци, Саждево, Норово и Белушино. Санитарните јазли се нефункционални. Нема пристапни патеки, ниту било какво партерно уредување. Единствено, жителите со донации од своји сограѓани наредиле патеки со бекатон плочки, а Томе си ги препишал за свој проект. За жал, ниту една културна манифестација, ни еден музички фестивал, освен укинувањето на најпознатата манифестација Крушево етноград. Младите луѓе во Крушево ги нема, се иселија. За носечката движечка сила, младината, во нашата општина нема работни места. Слободните и примамливи места се доделени на фамилијата на Томе Христоски. Крушево е град на непотизмот и не може општината да функционира и да напредува со градоначалник кој има високо ниво на криминал и работи врз принципот на закани и уцени. Мора да постои политичка волја кај кандидатот Томе Христоски, пред да ја бара довербата на народот, да ги остави граѓаните сами да одлучуваат за кого би гласале, без закани по работно место, без мобилизирање на сите видови инспекции и основно и најважно, без подкуп на гласови. Крушевчани се горд народ, чесен и трудолюбив. Народ кој е свесен за лагите и манипулациите во 4-годишното владење на Томе Христоски. И секој обид за повторно купување гласови ќе биде удар врз демократското право за секој еден жител во Крушево. ВМРО ДПМН ќе понуди програма која ќе биде реално остварлива во интерес на граѓаните и нивните потреби,
ќе понуди инвестиции со отварање на нови работни места, ќе го врати сјајот на убавото Крушево и нема да дозволи поделба на населението и граѓаните по било која основа. Секој еден, независно од вера, пол и политичко убедување, ќе биде битен и важен за градењето на една поубава општина. ВМРО-ДПМН е партија за сите луѓе во Крушево. Ви благодариме на вниманието.